budiš, etiketi spiska pa je izludiš. Ej ribari, ej falbači, pakli pijani doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vije so sreća pa da patite. Ej ribari, ej falbači, pakli pijani doma ke se vratite. Ej ribari more, ej budali, neka vije so sreća pa da patite. Имаш инчево за нигде овде. Имаш време, полека, не го силувај. Ај, Ова искиот ли е, бе? Ама моја смени јадичка, да? Овнер јадица, бе. Друго е. Овнер е. Ајде. Па мајсторе, забавувај се се. Радован, видели како се фаќа риба? Море лесно спрема, па и трскава му е леле. Лесно е да се Леле за плашка. Крапска. Ау, кога сака да земе ке. Дури ево кепче да пуштам уште еднаш да не е тука. Ајде, пуштај тука се, цело јато се тука се. Вистински 2 кила риварски седок. Значи системот за денеска беше ова: јадица 4 или 6, овнер. Еве ги. Овнерот, јадицата 4. Предвес потенок 16 и горе подебел конец кој што немаше улога. Ова е доста дебел конец, мислам дека и 30. Сосмица, неколку оловца, тапа подвижна, ама е миле тапа. И овој систем се покажа како доста успешен на езеро. Имавме удари и од попадика, и од крап, и клен извадивме. Извадивме доста ситен крап кој што го вративме назад.
доста кинења имавме, сепак ловиме и со потенок конец, а има и големи примероци. Нема га, само ќе пуштиме конеците. Абе, оста, јести. Пуштам јас. А? Дечки, пауза, доста фаќавте риба, цела риба од езеро извадите. Па попнака. Голач. Гол. Не бе кепчеток, не? Васко голач, Васко голач. На, ајде. О, ќе дојде, пак ќе дојде. Ајде, земи го. Кепче го. Јас само што ќе го видим и бега. И за друго ќе исплеткаме, исплеткам ќе се напам софту. А ти се и кај? Не, кај трнете, кај. Аман. Мало е кепче. Дај шеднаш. Ај, шеднаш. Возбудливо. Значи, да не се чудат зошто се шашави кадрите. Значи, кадрите не се шашави затоа што камерманот не знае да снима, затоа што има акција. Не се вади од оздола, бе. Само види машинката. Оти. Ништо тоа. Не ми го кепчето. А? Да. Шо прежбева? Беше возбудливо. Нели играше камерата? Играше и трската, ама играше и камерата.
2 пати ми удира и го промашува. Сега. Отиде. Да. За текстистот Иван Сергеев носува многу зборува. Дали како Голем. металист Многу го беше. Голем, мала јадица треба поголема ќе да му. тој што има постигнато висок Не се поместуваш. А што ја 10 кова на 10. металист. Можам да кажам дека 2 пати ми удира исто така. бил игол на многу музичари, професионалци, за пример за интерпретација на фолклорното творештво. Било народното, било неговото лично. Неговото музицирање е многу сликовито, многу специфично, многу индивидуално. Аз сум автор, исто така, тоа што знам е дека има напишено доста добри и високо уметнички аранжмани на многу песни, Ајде, мајсторе! Се нема кепче. Имам, А? имам. Извади тој одма. Ама ја сипка. Не е голем бе, ама многу јак бе. Голем многу јака. И тога и телескопот слаб да. Ба, ја да себе само треба да сипка. Вапе ма. Во вода мал се гледа. Мало кепчево. Ама голем мајсторот, браво мајсторе! Браво, маестро, браво! Напчинка пак? Да. Ja sobie wkładam. Ај се. О, како се вика тоа. Ова е најгоре. А? Поп. И како ли се? О, нече да се качи. Ај сега ке.
Так. Ајде, и паштетата малку со да осети да стае рибешка. 14 конче не вадело. Крав. Хух! Тоа е ладире. Еј, пред да го откачам овај. Е. Може да ја пуштам оваа да фаќа? Да друга да не ми се заплетка до. Овај беше намешавина од перлета и пченка. Мајстре, Гледај. ајде. А ова? Што правиме сега? Кленчеве. А ти ги враќа, Владо е. Иди га. Ајде, мајстре, кепчето. Чекај, пази, ди друга на трска трнува. Овде е тргнало. Тргнало. Трни, да завери на брзо. Е, така и кенди кепчето. Полека само, не мога да покажа. Дојди бе вама бе, дојди бе. Трико. Реков ќе оба. Убав е овој. А? Убав е овој. Како? Убав е овој. Види го како се на опашката јаден. Да. Од нешто. Малан. А како ја земам да си? Ќе дај уште некој. Реков е, повнат. Што му фали? 2,5 кила на кај 3. Ајде. И една голема благодарност исто до нашиот пријател на емисијата, а тоа е Сара Спорт Бистро. Бистро нека ви е на сите риболовци. Значи, за ловење крапот вака така некако се лови. За јадење сите знаеме како се јаде, само внимавајте, има едни вакви ковчиња, ситни, а за да го јадете, многу е битно како ќе се подготви крапот. А за да се подготви, се вртиме навака и помене. Имаме крап од 2-2,5 килограми некаде. Макдонос, лук, бело вино и масло за јадење, вински оцет, сецкани ореви и мешан сув зачин. За почеток, маслото за јадење и белото вино одат вака.
И вака. Една, две. И мешаме. И така печиме на 200 и кусур степени со повремено поливање од озгора. Народната музика ми лежеше, затоа и со доаѓањето овде во Скопје 1950 да свирам инструментот флейта, бидејќи насело пред тоа свирев. Вака, го поливаме крапот на секои 10 минути со маслото и со виното. И се така до крај, додека не се потроши зајрето, мислам, маслото и виното. Стасаа на ред и оревите. Сега многу важна работа. Правиме салата. Не за нас, за крапот. А ќе ја јадеме заедно со крапот. Значи, го мешаме макдоносот и лукот. Еве вака. И тука го додаваме оцетот. Гасиме и чекаме едно 10 минути макдоносот и лукот да си го направат своето. Заедно со оревите се лудница. Значи, кој не пробал
Козјачки крап. Може знае што е риба, ама не знае што е крап. На здравје.